Денеска решив да дојдам во Луксембург, каде што се одлучува за тоа дали Македонија ќе почне преговори за членство со Европската Унија. Решив да дојдам тука како председател на ВМРО-ДПМН, но и како председател на Националниот совет за евроинтеграции, за да дадам поддршка на почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија. За жал гледаме дека Бугарија повторно реши да блокира, но исто така гледаме дека политиките кои што ги води владата на Заев, пред се во делот на справувањето со корупција кое што не се случува, владењето на правото кое што го нема и економското тонење исто така влијаат врз одлуката за почеток на преговори која што за жал не се случи. Јас денес тука имам средби со министри за надворешни работи на земји членки на Европската Унија, како и со други официјални лица на Европската Унија. Решив само иницијативно да дојдам за да дадам поддршка, но во исто време да кажам на сите тука дека ние зборуваме македонски јазик, ние сме македонци и ние сме горди на нашата култура, традиција и историја и така и ќе остане, и тоа го знае цела Европа. Би сакал да видам дека тука е и владата и власта, но за жал ги нема. Не го видов тука ни премиерот, ни министерот за надворешни работи, ни вице-премиерот за европски прашања. Може да речат дека не се поканети и јас не бев поканет, но дојдов. Битката за Македонија се води таму каде што се носат одлуките. За жал денес власта во Македонија не е присутна во Луксембург да се бори за Македонија. Повеќе ги интересираат личните интереси отколку битката за Македонија. Се надевам дека со овој мој скромен придонес и со средбите кои што ги имав со бројните министри и европски службеници успеав да ја помогнам на Македонија и се надевам дека во скоро време Македонија ќе добие датум за почеток на преговори со Европската Унија, затоа што тоа го заслужуваат граѓаните на Македонија, не Заев, туку граѓаните на Македонија заслужуваат датум за почеток на преговори. Ви благодарам.